Речиси во исто време кога требаше да започне собраниската седница за разрешување на државниот обвинител Љупчо Коцевски, тој од тука од зградата на државното јавно обвинителство во изјава за медиумите рече дека поднесува неотповиклива оставка од функцијата државен јавен обвинител. Како што кажа во своето обраќање уште од самиот почеток на постапката за негово разрешување, тврдел дека тоа е политичка одлука. Рече дека дури утринава во 10 часот го добила предлогот за разрешување, што укажувало на тоа дека постапката за негово разрешување е политичка одлука. Немала доволно време да одговори на наводите поради кои владата бара негово разрешување. Па како што кажа во изјава за медиумите, ова е опасен преседан со далекосежни последици по независноста на јавното обвинителство. Како што наведе, собраниската седница, која очигледно требало да биде само формалност и за која не му било возможен ниту минимум разумен рок за да подготви свое обраќање. Имаме дел од неговата изјава, да ја погледнеме. Поднесов неотповиклива оставка од функцијата јавен обвинител на Република Северна Македонија. Функцијата што во изминатите нешто помалку од 2 години ја вршев честно, достоинствено и од која заминувам со гордо крената глава, но и со разочараност, поради очигледното непочитување на принципите врз кои почива правната држава. Доказ за тоа е фактот што дури денес во 10 часот утрово на само 1 час пред закажаниот почеток ми беше доставена покана од собранието да присуствувам на седницата на која ќе се расправа за мое разрешување. Предлогот за разрешување воопшто не ми е доставен и не знам на што треба да се произнесам. Собраниската седница, која очигледно требаше да биде само формалност, и за која не ми беше овозможен ниту еден минимум разумен рок за да подготвам своје обраќање. Тоа е така затоа што е јасно дека станува збор за предлог кој не е заснован ниту на закон, ниту на факти, туку представува опасен преседан со далекосежни последици по независноста на јавното обвинителство. Според Коцевски во изминатиот период нешто помалку од 2 години, тој рече дека е горд на она што сработил. Кажа дека се процесирале многу предмети од различни центри на политичка и економска моќ, па како што рече, се покажала неселективноста во работата на јавното обвинителство. Тој потенцираше дека во периодот додека раководел со јавното обвинителство биле отворени постапки за средства од типа фондовите, било поднесено обвинение против председателката на Државната изборна комисија. Според зборовите на Љупчо Коцевски, тој не сторил тешка дисциплинска повреда, како што тврди владата. Потенцираше дека такво негативно мислење, односно дека тој не сторил никаква грешка во својата работа, дали советот на јавни обвинители и како што рече, оваа алатка служела за да се спречи политичка смена на јавниот обвинител. Имаме изјава, да ја погледнеме. Предлогот за моје разрешување е вистински пример за тоа кој верувам ќе се најде во следниот извештај. Јас знам зошто денес стојам тука пред вас. Тоа не е заради моје непрофесионално работење, тоа не е заради недостаток на резултати, туку затоа што како државен јавен обвинител отворено и јавно зборував за проблемите и за недостигот на ресурси, затоа што не се мешав во законското право на јавните обвинители на самостојно и независно одлучување. Убеден сум дека стојам тука пред вас и затоа што се зафатив со еден навистина значаен и тежок процес,
прочистување на редовите на обвинителството. Јас сум првиот државен јавен обвинител кој по донесување на Законот за јавно обвинителство во 2021 година изврши контрола на работењето на висшите јавни обвинителства и на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Со оглед на тоа што беа констатирани сериозни пропусти во работењето на одредени јавни обвинители, а кои пропусти подосна беа потврдени и од дисциплинската комисија, иницирав и дисциплински постапки. Инаку постапката, предлогот за разрешување на државниот обвинител Коцевски дојде во февруари годинава, поточно една година од неговото назначување. Тој беше избран во собранието од претходното парламентарно мнозинство. До денес постапката за разрешување беше прекината по трагедијата во Кочанската дискотека. Во меѓувреме пак јавно собранието изгласа и негова интерпелација. Минатата недела владата го достави и конечниот предлог до собранието и барање за негово разрешување. Сепак на неколку минути пред стартот на собраниската седница за разрешување на Коцевски, тој поднесе неотповиклива оставка. Деспина? Зоран Јастрел, благодарам за овие информации.